Брајовата азбука или брајовото писмо е наменето за лицата со слаб вид или потполно слепите. Печатените книги се од посебно значење за овие лица. Можат да се запознаат со своите права, добивање и доставување на информации едни на други. Штипската библиотека Гоце Делчев Штип е една од 4 во државата со литература за слепите лица, која континуирано работи и се труди за да ги задоволи потребите на слепите лица. Проекти кои достига се направени со цел да им се овозможи пристап и да се покаже дека тие не се заборавени, бидејќи сите сме еднакви во општеството. Почнавме да поднесуваме проекти, меѓутоа првата реализација на проект реализација на книга со Брајово писмо беше во 2017 година и сме горди на тоа. Може би е скромно, многу скромно, меѓутоа еве од првите библиотеки 4 во Македонија што имаме наменето литература и за оваа целна група. Скромен наслов, 10 наслови, може би некој плюс, но проблемот е во тоа што многу мал број од членовите што во Сдруженијето за слепи лица знаат да го читат ова Брајово писмо. Значи тоа е проблемот, за да се користат овие книги мора да имат познавање на читање на Брајово писмо. Издавањето на аудиоверсии за Брајовото писмо е доста тежок во однос на авторските права, но финансиски проблем. Со иницијатива од страна на Министерството за култура да се почитуваат правата на сите лица од општеството и со олеснителни околности, ние направивме мал дел аудиокниги, вели Манева. Има во депозитните примероци што ни доаѓаат. Правиме проект, реализиравме со цел за да ги обучиме младите за полесно да ги прифаќаат оние слабовидните или слепите лица и да им помогнат во нивна полесна интеграција во општеството и нивно полесно прифаќање. Се реализираше минатата година, 2019, Свет без ограничување. Се испечати и брошура. Беше поделена, беа офанени ученици од средните училишта. Поднесувавме проект да направиме и катче за слепи лица. Меѓутоа, значи се нешто е поврзано со финанси, се надеваме, нема да остапиме од тоа. Оние кои не се во можност да дојдат до библиотеката, има достава до нивна домашна адреса со различни активности, настани за овие лица да им се направи животот подобар, побогат и за полесно вклучување во општеството, вели Манева.